ние, колега, повторно одиме на терен да го пронајдеме каде е нашиот колега Мартин Николовски, кој што по трет пат се вклучува од главниот град, односно во резервираниот термин. Се надевам не замина на одмор, да не извиси. Па може би го инспириравме, да. Апсолутно. Меѓутоа, резервиран е терминот секој питок да погледнеме и да дознаеме што ново се случува во Црвениот крст на град Скопје и да всушност пренесеме дел од нивните редовни проекти и работи на кои што го оставаат нивниот фокус за денеска. Тоа е итно копче, поддршка на повозрастните лица што живеат сами. Дали го имаме, Мартин? Го имаме. Мартин, повели. Добро утро, колеги. Еве сум од канцелариите на Итно Копче и посебен транспорт се јавуваме овој пат и утрово ќе разговараме со Христина Димишкова, социјален работник. Христина, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро. Христина, кажете ми како функционира услугата Итно Копче? Што се случува кога корисникот на оваа услуга ќе го притисне тоа црвено копче? Така, Итно копче е алка со копче, значи ова е алката со копче која што ја носат корисниците, значи и го стиска само со едно стискање, значи со едно притискање на копчето, даваат аларм кај нас во софтверот на Итно копче при Црвен крст на град Скопје. Телефонскиот оператор веднаш воспоставува значи повик и дознава што се случува, односно разговара со корисникот што се случува. Доколку е нешто сериозно, веднаш се испраќа тим на терен, излегува тим на терен во домот на корисникот. Секако, доколку има потреба, се прави транспорт, значи до определена, односно до најблиската здравствена установа или се повикува доколку е нешто ептен, посериозно, животозагрозувачко, итна медицинска помош, бидејќи имаме соработна, одлична соработка со итната медицинска помош. Инаку ова е уредот кој што се инсталира во домот на корисникот, треба да биде значи цело време во струја, бидејќи работи со струја 24/7, а ова е алката која што ја користат само при итни ситуации, односно ситуации кои што не се животозагрозувачки. Така, значи да разјаснеме, корисникот во потреба го притиска црвеното копче, така, а тоа сигнализира кај вас, така, вие воспоставувате контакт и одите во домот на корисникот за да му помогнете. Да, така. Кажете ми, кои лица имаат најмногу потреба од оваа услуга и каков е интересот кај граѓаните во Скопје? Се поголем е интересот значи за итното копче, инаку е намената услугата за стари лица и изнемоштени лица над 65 годишна возраст кои што живеат сами или со некои блиски роднини, но и тие роднини се во лоша здравствена состојба. Така, освен итното копче, нели го споменавме и посебниот транспорт, што представува тој? Транспорт значи е исто така услуга на Црвен крст, која што се користи значи на територија на Скопје. Значи се транспортираат стари изнемоштени лица или лица со попреченост кои што имаат потреба да отидат до некоја здравствена установа или некоја административна установа да завршат некој здравствен термин или некоја здравствена услуга. Имаме значи на располагање 4 наменски возила, едно специјално наменско возило кое што значи се користи за неподвижни, тешко подвижни корисници и 3 наменски возила кои што се користат значи за полуподвижни или подвижни корисници. Сакам да ја напоменам тука значи поддршката која што имаме односно имаме соработка со потпишано договор за соработка со одредени општини, општина Кисела Вода, Карпош, Центар, Газибаба, Ѓорче Петров, но и територија значи односно градот Скопје. Така, и Христина, колку итно копче може реално да помогне во итни ситуации? Дали веќе има примери каде што услугата спречила некои посериозни последици? Така, итното копче значи најчесто се користи, значи корисниците го користат при пад во домот. Имаме значи баш неколку случаеви пред да почнат значи корисниците да ја користат услугата итно копче, падови во дом, значи во тоалет и дури останале значи корисниците, односно лицата повеќе од 20 часа, бидејќи во тој момент значи ја немале алката со копче, немале кај да стиснат, а телефонот мобилен не секој пат ни е достапен за да можеме да се јавиме значи на нашите наблиски, но можам да значи многу битно, значи пример имавме два аларми од корисници при мозочен удар, односно корисниците дадоа аларм кај нас значи во софтверот Итно копче, додека разговараше телефонскиот оператор, значи препозна симптоми на мозочен удар, значи веднаш испрати екипа, наша екипа значи од Итно копче, но веднаш бевме во комуникација и со итната медицинска помош, се реагираше многу брзо, веднаш значи се транспортираше самото лице до болницата, нели бидејќи правиме и транспорт и значи беше веднаш хоспитализирано и утврдено дека лицето значи има мозочен удар. И за крај на нашиот разговор, уште еднаш да го повториме телефонскиот број каде што заинтересираните гледачи ќе може да ја
користат оваа услуга? Сите лица кои што сакаат да го користат итното копче, односно на некој начин да бидат побезбедни, посигурни во својот дом, нека се јават на 15 330 и секако доколку сакаат побрзо, поуспешно и поддршка при самиот транспорт, до некоја здравствена установа или некоја административна установа, нека се јават на 15 330, тука сме да помогнеме, да дадеме поддршка таму каде што е најпотребно. Така, Христина, ви благодарам за разговорот и за споделените информации. Ви благодарим и вам. Утрово во Македонија наутро разговаравме со Христина Димишкова, социјална работничка вработена во итното копче на Црвениот крст, која ни објасна како функционира итното копче, но и посебниот транспорт што го нуди Црвениот крст при град Скопје.